Сите ги имаме оние големи прашања, нели? Зошто сме тука? Која е поентата на се? Искрено, овие прашања можат да бидат огромни, дури малку застрашувачки. Но што ако цело време им пристапуваме на погрешен начин? Оваа анализа нуди еден сосема поинаков поглед на смислата на животот. Пат не кон некој грандиозен космички одговор, туку кон нешто многу пореално и достижно – мирот. Добро, ајде да скокнеме директно во длабокото. Ова е прашањето кое лежи во срцето на целото човечко искуство. Со векови, филозофии, научници, духовни водачи, сите се обидувале да дадат одговор. Но, изворот што го истражуваме денес сугерира нешто интересно. Можеби потрагата по одговорот започнува кога ќе сфатиме дека самото прашање е она што не води во погрешна насока. И еве каде работите почнуваат да се менуваат. Наместо да бараме некоја скриена причина за нашето постоење, можеби треба да се фокусираме на квалитетот на нашето постоење. Овој цитат, во суштина, ја поедноставува целата работа и ни дава една практична цел – да се живее добро во времето што го имаме. Звучи едноставно, нели? Ама токму тука лежи вистинскиот предизвик. Токму така. Живеј сречно е лесно да се каже. Ама како навистина се прави тоа во свет кој е полн со предизвици, болка и неизвестност? Ово е практичното прашање на кое ќе се обидеме да одговориме во остатокот од оваа анализа, користејќи ги согледувањата од нашиот изворен материјал. Значи, да почнеме со една, можеби, радикална идеја. Прашањето «Зошто сме родени?» е фундаментално погрешно. Самото прашање веднаш не тера да бараме некаква надворешна цел, некоја мисија што ни била доделена. Ама, што ако такво нешто едноставно не постои? Сега, ова може би звучи малку мрачно на прва, ама дајте му шанса. Идејата не е дека животот е бесмислен. Напротив, идејата е дека не сме родени со одна предодредена причина. Ние сме резултат на случајност. И она што е неверојатно во оваа идеја е колку е ослободувачка. Ако нема некоја космичка должност што мора да ја исполниме, тогаш сме слободни. Комплетно слободни да си ја создадеме сопствената смисла и да го живееме животот според наши услови. За да разбереме како да живееме добро, прво мора да ја разбереме основната механика на нашето искуство. И според изворот се сведува на еден постојан, непрекинат циклус. Циклусот на болка и задоволство. Тука го гледаме концептот на самсара, ама представен на еден многу подиректен, психолошки начин. Не се работи за реинкарнација низ повеќе животи. Се работи за постојаното вртење на тркалото на страдање и задоволство во рамките на овој живот. Тоа е постојаното клацкање помеѓу желбата и нејзиното задоволување, ден за ден. И ова е брилијантен пример за тоа како функционира тој циклус. Задоволството ретко кога постои само по себе. Тоа е скоро секогаш одговор на некоја претходна болка или недостаток. Не можеме вистински да уживаме во храната ако не сме почувствувале глад. Не можеме да ја цениме топлината на друштвото ако не сме ја знаеле студенилото на осаменоста. Значи, страдањето не е само нешто лошо што треба да се избегне. Тоа е неопходен предуслов за воопшто да се доживее задоволство. Па, ако задоволството доаѓа од ублажување на болката, тогаш логиката вели, ајде да бркаме што е можно повеќе задоволство, нели? Токму тука лежи замката. Изворот тврди дека директното бркање на задоволството е сигурен рецепт за уште поголемо страдање. Бркањето на задоволството е буквално како да трчате во тркало за хрчак. Прво, секое задоволство е минливо. Чувството исчезнува и мора повторно да трчате. Второ, развиваме толеранција. Мора да трчаме се побрзо, за да го добиеме истиот ефект. Трето, ако трчаме премногу, самото задоволство се претвора во болка. И на крај, обидот да се стигнат сите задоволства одеднаш е невозможен и само не остава исцрпени и фрустрирани. Овој цитат го сумира проблемот совршено. Самиот овој постојан циклус, ова постојано бркање и неизбежното разочарување, според будистичката мисла, токму тоа е она што се нарекува целосно страдање. Заглавени сме на рингишпил од кој изгледа дека нема симнување. Добро, ако бркањето задоволство е погрешна стратегија, тогаш што е вистинскиот пат? И еве каде доаѓаме до централната, практична мудрост на целава оваа анализа. Не се работи за максимизирање на врвовите или минимизирање на падовите. Се работи за нешто сосема друго.
Изворот го нуди овој приказ за тоа како изгледа нашиот живот. Замислете го како една пита. 70%, најголемиот дел, е некој вид на страдање или непријатност, од ситни нервози до големи трагедии. 10% се оние ретки моменти на чиста радост и задоволство. Ама погледнете го ова во средина. Оние 20%. Тоа е состојба на мир, ниту страдање, ниту екстатична радост, туку едноставно состојба на равнотежа и спокојство. Значи, еве го клучот. Наместо да се обидуваме да ги зголемиме тие мали 10% радост, што видовме дека игра што не може да се добире, вистинската цел е да ги прошириме овие 20% мир. Да работиме на зголемување на моментите кога не сме во состојба на недостаток или страдање, туку сме едноставно задоволни и мирни. Тоа е одржлив и постижен пат кон подобар живот. Оваа идеја за наоѓање и ширење на мирот не води до следната голема промена во перспективата. Концептите како рај и пекол, тие не се далечни дестинации по смртта. Тие се состојби на постоење што ги создаваме токму тука, токму сега, секој ден. Погледнете колку е ова директно и практично. Пеколот не е некој митски подземен свет, туку реалноста на секојдневниот конфликт, огорченоста и штетата што ја нанесуваме. А рајот, од друга страна, е состојба на хармонични односи, љубов и взаемна поддршка. Ние избираме во која од овие состојби ќе живееме преку нашите секојдневни постапки. И ова е прекрасен начин да се сумира целата идеја. Создавањето добар живот, создавањето на сопствениот рај на земјата, не е нешто што го постигнувате еднаш за секогаш па готово. Тоа е континуиран процес, патување на постојано негување на мирот и хармонијата во нашите животи и односи. Иако оваа анализа ги разградува традиционалните идеи за целта и задгробниот живот, таа не остава во празнина. Наместо тоа, нуди нов, многу поопиплив вид на бесмртност на која можеме да се стремиме. Еве ги двете патеки кон еден вид вечност. Првата е биолошка. Преку нашите деца и потомства, нашите гени, дел од нас продолжува да живее. Втората е културна, преку предонесот кон уметноста, науката, философијата или едноставно пренесувањето на добри вредности. Ние стануваме дел од трајната, голема приказна на човештвото. И тука наоѓаме една нова, колективна цел. Смислата не е во пронаоѓање на некоја лична, изолирана мисија. Смислата е во препознавањето дека сме алка во еден многу долг синџир. Нашата цел е да го примиме наследството од минатото и да го пренесеме, можеби, малку подобрено на идмината. На крајот, целава анализа не враќа на сегашниот момент и на нашата сопствена одговорност. Не остава со апстрактни одговори, туку со едно многу практично прашање. Ако создавањето подобар живот е процес, ако рајот е патување, што ние самите го градиме, тогаш најважното прашање што треба да си го поставиме е ова. Кој е првиот чекор што можеме да го направиме денес?